Добар ден во Дневникот во 16:30. Останете со нас во наредниот околу половина час. Следуваат прилози за денешните случувања. Почнуваме со темите на денот. Први септември почна училишната година. Училиштата полни, а целосно исполнети со деца се и детските градинки. Почна уредувањето на една од најфреквентните улици во Штип. Со проширување и асфалтирање на Вардарска ќе се растерети сообраќајната фреквенција во центарот на градот. Утре во Штип доаѓа караванот Купи куќа, купи стан. Заинтересираните ќе се информираат за поволностите на владиниот проект и понудата на станови во регионот. Први септември почна училишната година во основните и средните училишта во државата. Во училиштата на истокот првиот работен ден помина и работно и свечено. Почнуваме со штипските училишта. Со звукот на училишното звонче денес започна новата учебна година за околу 190.000 основци и 85.000 средношколци. На државно ниво прв пат во училишните клупи денес седнаа и околу 20.000 правачиња, од кои 460 во Штип. Најмалите ученици во Штипското основно училиште Славајко Арсов денес ги посети градоначалникот Илчо Захариев. Најнапред на сите правачиња во нашиот град и во Република Македонија сакам да им го честитам почетокот на школската година. Престои период на многу учење и надградба, да им посакам да имаат многу добри услови за школување, одлични наставници и пред се да бидат добри ученици. Со чинот и вниманието кој го посветивме на овие деца, сакаме да кажеме дека ние како општина сме навистина заинтересирани да имаме одлично образование, бидејќи столбот на секоја држава, од која се зависи сите други надградби е образованието. Ако имате образовани кадри, мислам дека ќе имате се. Оваа година за наше големо задоволство имаме поголем број на правачиња од минатата учебна година, така што бројот на правачиња во прво одделение е 53. Минатата година имавме 39, што е посебно и големо задоволство за нас. Најмалите беа највозбудени на првиот училишен ден. Родителите и наставниците пак со своји очекувања за учебната 2015-2016 година. Јас се викам Анастасија Трајчева и прво деление сум и 6 години имам. Летото ми вика во доја на плажа на Јубава, слика да чуеш нешто за девојката доја на весели и радостен да врнеш дома. Па нашите очекувања се дека правачињата ќе учат, дека ќе бидат добри ученици. Како ли ќе се адаптира детето? Па мислам дека малку потешко, ама надеваме се дека ќе биде у најдобар ред. Дечињата кога доаѓаат во училиште се мали, значи со многу мал возраст, меѓутоа со наша помош во текот на годината, значи тие ги стекнуваат, со сите знања се стекнуваат, што се предвидени со сите содржини. Освен основците и средношколците по 2,5 месеци распуст, денес повторно седнаа во училишните клупи. Во Штип средното општинско училиште Колен Ехтенин годинава со најголем број запишани средношколци. Можам да кажам дека уписот е максимално добар, што значи да некаде 70% од паралелките се со 34 ученика. Другите имаат по некој место слободно, ама можам да ја кажам слободно дека и денеска имаме едно 6-7 ученика кои донесоа документи да се запишаат во некој од профилите. Моментално, значи, нудиме атрактивни профили, кои профили даваат иднина за запослување на самите ученици. По завршување на средното образование, значи да најдат самите место каде би можеле да се вработат. Инаку во Македонија има 105 средни и 337 основни училишта. Градоначалникот Дарко Шехтански со апел за зголемување на наталитетот во Делчево. Во оваа општина намалениот број деца веќе се чувствува во основните училишта. 322 правачиња денес за прв пат седнаа во училишните клупи во основните општински училишта во 4 општини од крајниот исток. Во Берово во основното училиште Дедо Илјо Малешевски се запишаа 92 правачиња, во Русиново 12, во Пехчево во основното општинско училиште Ванчо Китанов 43 правачиња, додека во основното општинско училиште Свети Кирил и Методи во Македонска Каменица 60 правачиња го започнаа своето образование. Во Делчево во основното
основното општинско училиште Ванчо Прке, првото училишно звонче го слушнаа 73 правачиња, а во основното општинско училиште Свети Климент Охридски 52 правачиња. Се собравме денес овде да го одбележиме вашиот прв училишен ден, да бидеме сведоци на вашата радост и возбуда, да ви дадеме поддршка на почетокот на вашиот нов живот во училишните клупи. Да искористам оваа прилика да им го честитам почетокот на учебната 2015-2016 година на сите ученици во општинското основно училиште Ванчо Прке Делчево. Градоначалникот на општина Делчево Дарко Шехтански на сите ученици им го честита почетокот на новата учебна година, а на правачињата првиот училишен ден. Од денес започнува дружењето нова генерација со нови бројки и букви, со нови знаења кои што во текот на наставниот процес кој што е пред вас, се надеваме од вас ќе претворат успешни економисти, правници, наставници, инженери. Иако во неколку општини од истокот се зголемува наталитетот, неговиот тренд на намалување во Делчево полека го зема својот данок. Градоначалникот Дарко Шехтански апелира до сите релевантни фактори со своји сили и активности да се вклучат во спречување на трендот на намалување на наталитетот, за општина Делчево да не се затекне со проблемот од намалување на паралелки и отпуштање на просветни работници. 2013 година, 2014, 2015 од овде и од просториите на Ванчо Прке и посакавме добре дојде на 445 правачиња. Во истите 3 години нема да има родени повеќе од 330 деца. Тоа би значило дека 2019, 20, 21 година, кога овие дечиња ќе станат прводеленци, второ деление и трето деление, нивната бројка во училишните клупи нема да биде повеќе од 300. Тоа значи најмалку 8 до 10 паралелки помалку, најмалку 8 до 10 наставници нема да бидат примени на работа. Апелирам на сите вас, како родители, како наставници, да обратиме сериозно внимание на овој негативен тренд на нашето општество. Нема општество со мал број на граѓани кој што ќе привлече инвеститори, кој што ќе привлече капитал. Тоа е тренд во сите држави. Државите кои што имаат одумирање, кои што имаат надолен тренд, економски не може да заживеат. Во насока на зголемување на наталитетот, владата на Република Македонија во последните неколку години успешно ја спроведува кампањата за трето дете. Родителскиот додаток за трето дете се исплатува месечно за период од 10 години во висина од 8048 денари. Делчевската гимназија е една од ретките во регионот каде наставата ќе се одвива во една смена. За таа цел опремени се 6 нови училници во средното општинско училиште Методи Митевски Брицо. Новата учебна година средното општинско училиште Методи Митевски Брицо од Делчево ја започна со 6 нови целосно опремени училници. Буџетот за доградба на 6 училници изнесува 125.633 евра, а средствата се обезбедени од ИПА фондовите на Европската унија во рамки на програмата за прекугранична соработка. До сега се изградени и целосно опремени 6 нови училници со школски клупи и мебел и со електронска табла која што овозможува поквалитетна настава и со 15 лаптоп компјутери кои што се потребни како за редовната настава, така и за воннаставните активности кои што се предвидени по проектот. Со ова, според градоначалникот Шехтански, се обезбедени сите услови Делчевската гимназија да започне со едносменско работење. Значи, овие 6 нови простори означуваат дека средното училиште ќе работи едносменско. Знаеме за кој бенефит тоа ќе значи во финансиски смисла, заштедата на енергија ќе биде огромна. Знаете, енергијата што се троши за функционирање во втора смена е многу поголема од тоа во прва смена, така да училиштето ќе има заштеда за да може многу покомотно да работи во другите потреби. Прекуграничниот проект продолжува со воннаставни активности заедно со партнерското училиште Кузман Шапкарев од Благоевград. Продолжават проектот продолжува со воннаставни активности. Учениците добија едни современи сали за полесна реализација на проектот за социјална кохезија. Всушност се прави за самите ученици. Ние имаме амбиција, не само овој проект, туку и да продолжиме со останати проекти на полето на образованието. Инаку од двете училишта очекуваат преку дополнителните часови воннаставните активности во овој регион да се придонесе за заедничка интеграција во европските норми и вредности во образованието и социјалната кохезија. Гест на внимание, но и помош за учениците денес во Штип изрази Унијата на млади сили на ВМРО ДПМНЕ. Првиот училишен ден го одбележа со подарување училишен прибор на учениците.
По повод почетокот на новата учебна година, Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН го одбележа стартот на учебната година, делејќи школски прибор на сите средношколци. На оваа символична акција присуствуваше и председателот на Унијата на млади сили на Македонија, Владимир Неловски, кој им посака успешен старт на сите ученици во новата учебна година. Денеска во Штип одлучивме како Унија на млади сили да направиме активност со која што на сите млади луѓе ќе им поделиме дел од школскиот прибор, но и воедно ќе потсетиме на сите реформи и проекти кои што ги има направено оваа влада за сите средношколци. Значи, за разлика од минатото, сега можеме и да забележиме по улиците средношколците се движат со кеси полни со книги кои што ги добиваат од самото училиште. Значи, за разлика од порано кога сите средношколци сами си ги плаќа книгите, сега владата им ги обезбедува, односно им обезбедува бесплатно средно образование. Исто така сакаме да ги потсетиме децата за најразличните стипендии кои што оваа влада ги доделува. Вкупно 7.500 стипендии годишно се даваат на студенти и на средношколци, се со цел да се мотивираат за повеќе да учат и да се подобри квалитетот на образованието. Исто така сакам да напоменам, денеска се наоѓаме и пред училиштето Славко Стоменски, чија што сала исто така оваа влада на ВМРО ДПМН ја има реконструирано, се со цел младите да можат за време на часовите и за време на часот по физичко да имаат квалитетно спортско образование. На денешната символична акција спроведена од Унијата на млади сили, успешен старт и многу петки, им посака и председателот на Унијата на млади сили на Штип Иван Јорданов. Денеска во Штип во сите средни училишта по повод почетокот на школската година, заедно со председателот на Унијата на млади сили Владимир Неловски, ние како организација одлучивме да го обележиме овој ден, делејќи школски прибор на средношколците. Воедно им делиме и флаери на кои што се означени сите проекти кои што беа реализирани во нивна корист во изминатиот период. Овој ден и оваа прилика е користам да им посакам многу успеси, среќа и многу петки. Владата на Република Македонија заедно со Организацијата на Унијата на млади сили и во наредниот период продолжува советените реформи за сите ученици, со цел да се мотивираат и да се подобри квалитетот на образованието. Од денес освен училиштата и детските градинки работат со полн капацитет. Исполнети се капацитетите на градинките во Штип, но листата на чекање во Стибовите градинки е намалена. По патеките кои водат до клоновите на Стибовата градинка во Штип денеска радосни испешачија сите дечиња и оние кои за време на летните одмори не ја посетуваа наставата. Според информација од директорот Илија Митров, официјалната бројка на запишани дечиња кои ја започна оваа учебна година е 830. Општо познато е дека листата на чекање за упис во Стибовата градинка, чија бројка константно се движи до 150 деца, во текот на годината ротира, односно забележува намалување и тоа во случај некој од децата да се отпише, веднаш на неговото место се запишува друго. Сепак, потребата од проширување на дел од клоновите е повеќе од неопходна. Митров изрази надеж дека во текот на учебната 2015-2016 година ќе има можност за нови доградби, посебно на клонот во населбата Сењак. Исто така за овој случај се алармирани и институциите кои што се над нас, а тоа е општината, министерството. Се надеваме на што побрзо решение за овој случај. Значи оваа бројка од 200 дечиња е на ниво на целата наша градинка во оние населби кои што ги опфаќаат нашите клонови. Што се однесува до сегашните услови, Митров истакна дека летниот период вработените го искористиле за активности поврзани со подобрување на условите за секојдневниот престој на децата, нивното згрижување и анимирање. Во тој период, додека овие дечиња не беа тука, па го искористивме за адаптација, за реконструкција на некои од занималните, за освежување на просториите, за генерално чистење и подготовка за старт на новата учебна година. Толку за образованието. Продолжуваме со градежните зафати во Штип. Почна замената на водоводната и канализацијска мрежа на улицата Вардарска. Конечно, со децении планираните зафати за решавање на ова тесно сообраќајно грло во градот се помрдна од мртва точка. По замена на водоводната инсталација веднаш ќе почне асфалтирање и проширување на Вардарска.
Откако започна отстранувањето на коцката на улица Вардарска, вработените во јавното предпријатие ИСЕР започнаа со подготовка на теренот за реконструкција на водоводната и канализациона мрежа која со години наназад не била заменета. Веднаш после ова ќе пристапиме кон копање на ровот, каде што ќе бидат монтирани 300 метри водовод и 300 метри канализациона линија, 320 метри водовод, 320 метри канализациона линија. И сето ова ќе биде за подобрување на притисокот, односно на квалитетот на водата на граѓаните на улица Вардарска. Бојаджиев истакна дека со години наназад жителите на оваа улица имале проблеми со канализационата мрежа. Има чести проблеми со канализацијата, односно канализацијата се изливаше на самата улица. Ние денес започнавме со припремата, ќе завршиме во многу скоро време. Веднаш откако ќе бидат реконструирани водоводната и канализациона мрежа на делот од Пиринска до местноста Дујле, ќе се започне со истиот зафат и на делот до улицата Иво Лола Рибар. Во меѓувреме оваа улица е забранета за сообраќај. Според проценките на директорот на јавното предпријатие ИСЕР Ангел Бојаджиев, откако ќе завршат сите нивни активности на улицата Вардарска, ќе се започне со нејзино асфалтирање, која претходно ќе биде значително проширена за непречено одвивање на сообраќајот. Бојаджиев истакна дека во меѓувреме вработените во работната единица водовод и канализација се активно вклучени кон реконструкција на водоводните и канализациони мрежи во приградските населби. Караванот Купи куќа, купи стан утре во Штип. Сите заинтересирани може да ја посетат презентацијата на проектот, која ќе одржи Министерството за финансии во зградата на општина Штип во 17 часот. На презентацијата ќе учествуваат и градежни фирми од Штип, кои имаат понуда на станови, представници од банките и од Министерството за финансии. Општина Виница продаде 4 парцели државно изградено земјиште. Највисока цена постигна плацот во новата зона за мало стопанство – 560 денари за метар квадратен. Ова е прва продажба на државно земјиште годинава, од која општината ќе инкасира околу 1 милион и 700 илјади денари. Општина Виница вчера по пат на јавно наддавање продаде 4 парцели државно неизградено земјиште, за кој огласот беше распишан од почетокот на август. Согласно истиот, јавното наддавање стартуваше со цена од 61 денар за метар квадратен, а највисока цена постигна плацот на улицата Александар Македонски во новата зона за мало стопанство – 560 денари за метар квадратен, или вкупната сума од продажбата само на оваа површина од 2306 метри квадратни која треба да се инкасира во општинската каса е 1 милион 291.360 денари. Плацевите за индивидуално домување во зависност од интересот постигнаа цена од 71 денар за метар квадратен па до 511, односно 512 денари за метар квадратен. Така од 34.293 денари до 190.000 е сумата која треба да ја уплатат оние кои наддаваа на вчерашното електронско наддавање. Плацевите за индивидуално домување се со површина од 320 до 483 метри квадратни. Инаку ова е прва продажба на државно земјиште во 2015 година и општина Виница од истата ќе инкасира околу 1.700.000 денари, средства од кои 20% одат во државниот буџет. Во рок од 9 месеци купувачите треба да добијат одобрение за градба, а за 2 години од правосилноста на одобрението имаат обврска да ја завршат градбата. Во периодот од јануари до јуни оваа година во Германија се уапсени 1785 лица осомничени за криумчарење на мигранти, а се очекува дека бројот наскоро ќе достигне 2000, соопштуваат од полицијата. Меѓу опсените 227 се од Унгарија, 147 од Романија, 110 од Србија, 108 од Сирија и 101 лице од Бугарија. Во текот на минатата година германската полиција уапсила 2149 лица осумничени за шверц на мигранти и баратели на азил во земјата. Германија е главна дестинација на бегалците и мигрантите, а се очекува дека оваа година во земјата ќе бидат поднесени 800.000 барања за азил, што е 4 пати повеќе од минатата година.
доколку Конгресот на Соединетите Американски држави го отфрли договорот меѓу 6 светски сили и Иран, тоа би можело да значи дека последната варијанта за дејствување е воена операција, изјави председателот Барак Обама во интервју за списанието Форвард. Според американскиот председател, не треба да се очекува доколку Соединетите Американски држави го отфрлат договорот, дека кинезите, русите, индијците или јапонците ќе се согласат да ги остават активни санкциите против Иран. Обама нагласи дека тој и меѓународната заедница сметаат оти договорот е корисен и не се согласува со оние кои се против него. Во интервјуто Обама категорично ги отфрли обвинувањата против него за антисемитизам, откако Израел упати остри критики за договорот со Техеран. За време на посетата на Виетнам, во времето кога Венецуела и Колумбија водат се потензичен граничен спор, председателот на Венецуела Николас Мадуро изјави дека непријатели од Колумбија се обидуваат да го убијат. Според Мадуро, заговорот има одобрение од колумбиската влада, зашто не представи докази, но најави дека наскоро ќе го направи и тоа. Мадуро и колумбискиот председател Хуан Мануел Сантос си разменуваат заемни напади, откако минатата недела беа протерани над 1000 колумбици кои илегално живеат во Венецуела. Председателот на Венецуела ги обвини имигрантите за криминал и пограничен шверц. Заврши 16-тиот меѓународен кошаркарски VIP хотел камп во Делчево. Во изминатите неколку ден, две групи на дечиња, влюбеници во кошарката, ги учеа природните вештини на кошаркарската игра, пренесени преку знаењето и 30-годишното искуство на тренерот Бранко Крстевски, човекот кој е дел од тимот на спортската академија која ја формираше владата на Република Македонија. Меѓу учесниците на кампот беа и идната американска кошаркарска звезда Джери Холсмит и легендата на бугарската женска кошарка Красимира Банова. Јас и Бранко Крстевски, кој е денес гостин на кампот, го формиравме или основавме овој камп уште пред 20 години. Еве оваа година решивме пак да биде во Делчево. Во неделата имавме професионален кошаркар, Джери Холсмит од Америка. Тука беше легендата на бугарската кошарка Красимира Банова, која со своето искуство исто на децата им влеа самодоверба и едно искуство како понатаму да одат во кошарката. Многу ме радува што и после 15-20 години повторно сум тука. Ова е нова генерација која си носи нешто сосема ново. Задоволен сум од тоа што кампот е организиран на едно високо ниво. Се надевам дека од овие дечиња еден ден ќе имаме првотимци, како и деца кои ќе настапуваат за нашата кадетска, младинска, јуниорска, како и сениорска репрезентација. За учесниците во кампот најмалите, најважно од се беше што научија некои основни вештини во кошарката. Со првата група повеќе работиме на природните форми на движење, одење, трчање, скокање, фрлање, додека со втората група која е постара, со ним работиме на елементи од основната елементарна техника, индивидуалната техника, како и некои елементи од групната и колективната техника и тактика. Јас сум многу задоволен од она што го учам и од нашиот тренер и од сите други гости што се на кампот. На мене ќе ми помогне во иднина како да ги правам двочекорот, ролингот, дриблањето и други. Јас сум многу задоволна од овој камп, бидејќи овој камп се прави секоја година и на овој камп учествуваат деца од сите земји. Тука ние можеме да научиме повеќе од што го учиме на тренинзите, можеме да научиме што повеќе и да тренираме и да се занимаваме со кошарка. Овој камп воедно беше одлична подготовка за женскиот прволигаш клупски, кој од октомври продолжува со надпреварувањето во првата женска кошаркарска лига на Македонија. Инаку кампот официјално заврши со спортска работилница на тема улогата на здравиот и хигиенски живот и исхраната кај младите спортисти. Репрезентацијата на Македонија за вршните подготовки за светското првенство во борење во Лас Вегас САД ги изведува во Радовиш, откако беше реализирана втората фаза во бугарскиот спортски центар Тетевен. Во Радовиш се Дејан Митров,
Јасин Реджалари, Халил Зубаиров, Бобан Данов, како и Лабазан Аскербиев, кој ќе има право за настап на Македонија од 2016 година, и ветеранот Трајан Ангелов, кој се подготвува за светското првенство за ветерани во Атина. Со репрезентацијата работат повеќе тренери, а викендов ги посети и председателот на Федерацијата за боречки вештини на Македонија, Банчо Чифлиганец. Светското првенство започнува на 12 септември и ќе трае до 17, а нашите репрезентативци ќе отпатуваат во две групи на 5 и 8 септември. Ова е се во првото издание на Дневникот со нови содржини. За актуелните случувања се гледаме повторно во 20 часот. Пријатно попладне.